се биде хроничар за општина Новаци, посебно за селските населби, поточно речено за полските села, како што и самите мештани од ова регија ги нарекуваат нивните родни места, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис кој умее на негов својствен начин да ги пренесе оние навидум ситници што не ги забележуваме и се насекаде околу нас или се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да му ги доближи до читателот, до гледачот или слушателот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Новаци е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така се размислува кое е така народски да се изразам полско село, распослано во атарот на општината Новаци, да го посетам ова 2025 господово лето за великденските празници, да направам нова документарна репортажа за историското и духовното битисување на тоа село, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од тоа село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етногеографијата, ќе се изнајат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делубно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, кога на сам ден на православниот христијански празник Светници, ова 2025 господово лето, ми задзвони мојот телефон, каде што слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоран новинарот кој вез ден шета во наши весела македонски насушни, ми треба. Овде, драги Карамфиловски од село Горно Агларци", ми рече. "Добро утро." Да. "Зоране, сакам нешто ем да ми те прашам, ем да ми те замолам." Може. Па секако се разбира." Да. "Дали може да дојдеш и во моево Горно Агларци да направиш едно убаво слико, да остане за веки векова, да се присетат нашите внучиња и правнучиња, кога ќе подпорастат што било и како бил животот во наше време." "Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе видим. Да, заедно ќе стигнем јас таму." "Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. И навистина така и бидна. Во селото Горно Агларци, на првиот ден на Великден, заедно со моето возило, со стариот руски джип со камазот,
кој речиси 20 кусор години ми е верен сопатник, бевме дојдени во раните утрински сати, каде што на целото ме пречека мојот домаќин, а воедно и водич низ неговото родно село, заедно со така народски да се изразам, поголемиот дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, Димче Ковиловски, камерманот Виктор Костевски и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светскиве размери, географ, етнолог и историограф. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што останавме достојни на зборот што си го дадовме, а воедно што ми те пречекавме со твои име, Бога ми, мои пријатели, што саде вес ден ги гледам на телевизорон во репортажите твои. Зоране, ете јас тебе и на твои име, а Бога ми, мои пријатели, ви стојам на располагање за се што ви треба. Како по стар адет и обичај, пред да ја чуеме приказната за многуте приказни, така да речем, за историското обитисување на ова село, почнувајќи од минатите векови, па до ден денешен, по стар адет и обичај, ќе мора малку, така да речеме, и да се запознаеме со вашиот родослов. Како се викаше таткоти, мајкати, дедоти и бабати, по таткова линија? Јас сум Драги Карнафиловски, жител од село Горно Агларци и роден и во село Агларци живеам. Јас потекнувам од една фамилија, татко ми Трајан, мајка ми Трена. Името, презимето Романовци не вика, сега се прозиваме Карнафиловци, Романовци, богата фамилија. Како се викаше дедоти и бабати по мајкина линија? По мајкина линија, дедо ми, баба ме се вика Тале и Лоза. Тие беа потекло од Врањевци, оттаму беа потекло. А на татко ми, мајка му, се вика Лазор и Лоза. Тие тука живеа. Рече, колку браќа и сестри сте? Двајца браќа и една сестра. Така. Додека татко ти колку се браќа и сестри? Татко ми се 4 браќа, сестра нема. Така. А додека по мајка ти? По мајка ми се 4 браќа и 2 сестри. 2 сестри. Домаќинката твоја, како се вика и од кај ти е? Жената моја, многу е почитувам да ја поздравам, таа е родом од село Добрушево, му е внука му е на господин, што многу го почитувам, што многу сакам, Стефан, му е внука од село Добрушево. На жената моја, баба му и на Стефан, мајка му се први браќети. И жената ми е потекло Добрушево, живееме добар живот, многу се сложуваме, многу напреднавме, со работа се знае. Ова сега да ми кажеш, колку Господ челад ви даде? Јас и жената имаме 2 машки деца. Од домени? Од домени. Ово да ми кажеш. Ајде малку да ми кажеш приказна, така речено, за географската местоположба на селото Горно Агларци, а така да речеме, пошто сте исти села и со Долно Агларци. Колку е далеко од Битола, од општината Новаци, кои му се соседни села на ова село? Селото Агларци се наоѓа од Битола 15 км до центарот од селото моје. Агларци, општината Новаци се наоѓа 5 км. Ова да ми кажеш, кои му се соседни села на Агларци? Агларци има соседни села се Добромири, Далбеговци, тие паѓаат во општина Новаци, а другите соседни села се во општина Могил. Така. Од што се овдека луѓето порано живеа и што се ова плодно поле пелагониско раѓа овде? Селото мое, сега ќе кажам, 2001 година броеше 340 жители, имаше 180 крави,
8 овци, за жал, сега имаме само 300 овци, друго ништо. Селото моје, селаните се бавеа со исклучиво сточарство и земјоделие. Ова сега да ми кажеш, ти кога беше на млади години, каде татко ти одеше на пазар да купи масло за јадење, шеќер, газија, сол? Моите родители одеа Битола. Одеа, тога имаше единство, одеа со коли, одеа Битола. Зоране, да те замолам ако може покрај многуте приказни што ќе ми ти ги раскажам за историско обитисување на моево родно село, во сликово што ќе го направиш за моево село, да и најдеш место и на приказната моја за историско духовното битисување на моево Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во времево наше насушно големо Агларско, ми рече Драги Карамфиловски. Може, како не може, одговорив. Почитувани мој, како воведен дел на ова документарна репортажа, предлагам да проследите дел од приказната што ми ја раскажа Драги Карамфиловски за историското и духовното битисување на селото Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во времево наше насушно големо Агларско, во продолжение на оваа репортажа. Живеачката во моево село за време на Тито беше повечко убаво, а бога ми негде годе и прилично неубаво. Но некако се живуркаше, арно ама штом се осамостоивме како држава, во селово наше влезе ѓаволот што се вели. Некако тргна се наопаку, се тргна на парастор, се вратија завидливоста, љубомората, расипништвото. Ѓаволот меѓу селаните дојде преку партиите. Тие не само што ги поделија луѓево, туку и успеа меѓусебно да ги испокараат, исто онака кога во време на распадот на Кралска Југославија, едни станаа Јотичевци, други Недичевци, трети Војчевци, четврти прото Срви, пети прото Бугари, кој од кого поголем следбеник, а додека овие се удираа силно в гради, нивните им мили браќа не само што им ги испратија нивните синови ширум боиштата, туку докај стигнаа се им собраа, раскажуваше Драги Карамфиловски. Животот во моево село Горно Агларци за времето на социјалистичка Југославија, за времето на Тито, можам да речам, беше навистина убав. Председателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Јосип Броз Тито, успеа сите народи и народности да ги сплоти, да ги обедини, просто речено успеа луѓето во тоа време навистина да му се радуваат на животот. Се беше под конец што се вели. И селото си беше село, и градот си беше град. Селово мое вриеше од народ. Полето наше насушно можам да речам како букет цвеќења беше накитено од земјоделските култури. И пченица се сееше, и јачмен, и рж, и репа, и сончоглед, и тутун, а и многу стока се чуваше. Секоја фамилија по булук овци имаше и по неколку крави си чуваа луѓето, и волови оратни си има, и по некое конче, некој си врткаше и магарче. Иако со плуг девгарски се ораше, иако се обрана направена од трње се влачеше, голем беричет луѓето си имаа. Да ми ти кажам, Зоране, во тоа време чаревката рашно се сееше, секое зрно на 2 чекори се фрлаше во ораницата, истото се правеше и со сончогледот, со мотика се загралуваше сончогледот, царевката, па кога ќе нарастеа сончогледот, шапки имаше како тарун за леб.
а царевката по 5-6 кочани заврзуваше, пченицата брат ја фрлаше, навистина среќни и весели беа луѓето, раскажуваше Драги Карамфиловски. Местните заедници во времето на Тито имаа многу важна улога во организирањето на животот во селата, па и во моево село. Во тоа време многу се слушаше зборот на Полјакот, на Протуѓерот и на Питропот. Народот во тоа време ги избираше најмудрите да го водат селото, но тие беа саде првите меѓу еднаквите во селото. Се слушаше гласот на даскалот, на поштарот. Во Титовото време речиси се што се градеше во село во мое ангарија се работеше. Ангарија чколијата ја направивме, селските сокаци и патчиња ангарија ги калзармисавме, куќа некој домаќин ако прави сето село помагаше, или плевна ќе прави, или куњиче ќе прави, сите си помагавме, раскажуваше Драги Карамфиловски. Старата училишна зграда, која што и денеска работи. Многу пати ги прашувам моите соговорници како ти се викаше даскалот што те научи да читаш, да пишуваш, таблицата множење, одземање, а пак и богами и делење. Видете, јас како учев во тоа до 4-то делење, после Дедебалци одевме Мосмо, наставниците ми беа брачни пар и тука живееа во школот. Како се вика? Петко и Елка. Тука живееа тие, дури имаше 40-50 деца. Тука живееа и после До кое одделение бевте тука? до 4-то. А од 4-то до 8-то? Од 4-то до 8-то Дедебалци. 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 Секој ден пешки? Секој ден пешки на временски услови, на невременски услови. Ни градски сообраќај, ни наш превоз, пешки патуваме. Строги беа даскалите или добри беа? Тоа време даскалите стварно не учеа за да бидеме цивилизирани и образовани. Јас имав случајо, јас со брат ми разликата, тој многу сакаше да учи, јас не сакав да учам. И многу даскал со прачка ме тепаше. И тоа што ќе мудреш еднаш, утре јас ако не знае два и това колку се денес, сам утре мора да знае. Оти болката на прстите ми даваја дека морам да учам. Рече дека, да речеме, толку школијата не ти одеше, ама ќе ти одеше поќе, ликовно, физичко, музичко, математика. Јас кад бев Божја дарба имав да бидам музичар, пејач. Така? Јас од дома до школија одев со пеење и со свирење. Мој дедо покојни вели, татко ти вели нема пари, тебе ти земе на армоника, ти ќе станиш хит пејач. Ама немав средства и така останав. И брат ми ме повлече во Битола, учев за занает, завршив занает, 71 година се запослив. Во ово село со акцијата СВОС, општините не постоја. Патните мрежи во селото, јас ги бев акционер. Сега ќе ви кажам за вистина, имам дојсено од ридоите 130 приколици камен и ги редеме калдарма камен. Во твоја организација? Во моја организација. Сед бев јаска организиран. И заедно со тие 2-3 луѓе што беа околу тебе, така речено. Сите младинци беа активни тогаш. Немаше како сега. Сега нема ништо. И јас како кој градев продавницата, така ми лезе во печаток. Немаме продавница, немаме живот, нема сокче, пивце, цигара. И навечер нема кај се Нема навечер кај седиме, а навечер во таа продавницата луѓето се кара и се смирва. Има комуникација. И кој покрена постапката, јас да ја градам со мој другар, ми вели мене, морам сакам да градам продавници. Абе ти вели пари немаш за петвеки циментов, продавници ја градиш. Па вие ќе градите и помагате, јас ќе изведувам продавницата. Важи бе. Достави барање до председателот на местната тогашен да викни состанок, да ми дат одобрение локација, оти јас немам сопствено место, јавно место да ми дат да изградам една продавница со помош на спортистите на селаните.
И тоа се случи. Сега ја да кажам што најпоќе им лезе печатот. Селаните мои, татко ми, родителите сите се бавеа со сточарство. Од секоја фамилија имаш излезен во полето некој што чува овци, крави. Состанокот беше закажан во 7 сато во април месец, а 7 сато сонце уште не е зајдено. И сите сточари си ги дотераа стоката дома да присуствуваа на состанокот да ми дадат поддршка, што најпоќе ме охрабри, ме горде и дојдо 54 присутни, 54 за. Ми е дадал дозволата и јас со таа дозвола изградив таа продавницата и еве 35 години, сега ќе видите на снимката, кај што работеше, ама за жал со политиката се гасна. За времето на Тито навистина имаше ред и поредок. Се знаеше кога е делник, а кога е празник. Селаните по нивите работеа од понеделник до сабота напладне. Саботата вечерта корзо имавме. Врв улица народ имаше саде бејчари и саде момии. Неделата не ја работевме. Луѓето на вистина што мерак го славеа денот на Републиката 29 ноември, денот на борецот 4 јули, 11 октомври, денот на народното воштание на македонскиот народ против фашистичката наезда, двата Илиндена, денот на работниците 1 мај, раскажуваше Драги Карамфиловски. За времето на Тито многу беше активна младинската организација во која членуваа речиси сета младина. Игранки се правеа, фудбалски турнири се организираа, надпревари во ракомет, скок во далечина, драмска секција си имавме, а богами непречено и верските слави се ги чекавме, како за Божик, така за Василица, Петров ден, Велики ден, куќните слави непречено се ги славевме, венчавки непречено си правеа луѓето, крштевки во нашава црква, раскажуваше Драги Карамфиловски. Имаме ние грамофон, јавен грамофон, имаме плочи тога и си правиме игранка, имаме одбојка, имаме стадион на утакмица дерби и ги поканив управниот од Совка од Битола да присуствува на таа утакмица. Дојдоа луѓето, толку се воодушевија, се изненадија дека ваков стадион постои во нова наше мало село. Тој стадион беше требата пострижена. Јас како молер го варосов, го бојадисав сето да го гледаш во висина ќе Маракана втора. И ми понудија, вика, дај Пелистер да не го расипува стадионова, да ги носиме тука да ни прават тренинг. Ќе ве частиме, ќе им помагаме во нешто. Ама не најдов одзив од граѓаните, од селаните и таа одлука јас многу сакав да ја прифатам, ама не прифати. Јас едно време бев многу активен и сакав гледав иднината во ова, кај што сум роден во тоа село и за тоа јас синој ми еднио беше председател на клубо. Ние 5-6 години прво место ги имавме земено во Б лигата. Како се викаше фудбалски клуб? Земјоделец Горно Аглар. Само немаме средства да одиме нагоре и така одевме. Со жал, како што идеше времето, наталитето на раст на селото ни паѓаше и дојде потреба да немаме играчи, да плаќаме други немаме средства и така ни изгасна и спортот и се. Живеачката во моево село за време на Тито беше повечко убав, а бога ми и негде и прилично неубав, но некако се живуркаше. Арно, ама штом се осамостоивме како држава, во селово наше влезе ѓаволот, што се вели. Некако тргна се наопаку, се тргна на параспор. Се вратија завидливоста, љубомората, расипништвото. Ѓаволот меѓу селаните дојде преку партиите. Се дојде до тоа дереđe, според она народната,
кога домаќинот ќе го сготви за ручек петелот, бендер, одма другиот ден петелот, бендер од комшијата ќе ги подбере кокошките, пилците и пилињата. Луѓето се поделија, па дури и се испокара, исто онака кога во време на распадот на Кралска Југославија едни станаа јотичевци, други недичевци, трети војчевци, четврти прото-срби, пети прото-бугари, кој од кого поголем следбеник, а додека овие се удираа силно в гради, нивните им мили браќа не само што им ги испратија нивните синови ширум боиштата, туку до кај стигнаа се им собраа. Во денешницава наша македонска, богами горно-агларска, се дотера работава селово наше да се скара и со Бога. Како што ми изгледа работава, оди во правец да ги раскараат и душите на покојните наши предци, ама се сум со ниет дека Господ сполаемо нему ниту некому дозволил, ниту ќе дозволи да го направат тоа, оти уште ако тоа се стори, отиде се виделина, раскажуваше Драги Карамфиловски. Ова сето згасна што поќе има вина од кога се регистрира политичките партии. Политичките партии влегоа и во спорто, и во живото, и во фамилиите, и во куќите. Еден го зема политичката партија, го води на друга страна и тој ни прави разговор во клубо од зависливо мора зошто тој човек па да биде кој е тој човек, место да го поздравиме, да му благодариме на тој човек што Бог, јас верувам Бог, Бог го надарил тоа да го прави човек го прави, зошто го представи? Кога доаѓаш во селото Горно Агларци, кога ќе доаѓаш од Битола е од десна страна е горно, а од лева страна е долно, а кога ќе доаѓаш од Пилевско, обратно го доаѓа. Заедничко место тука е црквата. Може да ми кажеш кога е градена црквата, како е градена? Црквата е многу стара. По записот на иконостасо дело од 1923 година. Како е името на црквата? Црквата се вика, немаме согласно сложно, Павле и Петар и Воскресение Великден. Долно Агларци му е слава Великден и сака да се вика Воскресение Великден. Горно Агларци слава му е верска слава Петровден, сака да се вика Павле и Петре и така постои во документацијата Воскресение Великден и Павле и Петре. Во оваа црква од памтивека тука се венчавале, тука се крштевале, тука па и парастоси се прават. Има и стари гробишта, има тука и дури најдовме и беше почивалиште на мештани до ова село кои што биле мобилизирани во српската војска, бугарска војска за време на балканските и Првата светска војна. Најдовме тука исто така и мешни почивалиште кои што се уште од Турска империја, па има и вечни почивалиште од народно-ослободителната борба. Имам едно мое сознание, колку е тоа точно, дали ќе ми го потврдите дека до претено 10 години, па и нешто и повеќе, имало фреско живопис, меѓутоа денеска го нема. Може да ми кажете таа сторија, што се случи со тој фреско живопис? Црквата имаше фреско опис. Така? Имаше, ама имаше многу оштетени. И Господ беше оштетен и црквата се упеше. Јаска, како активен позанает молер, му се нафатив една година да ја освежам црквата. Со дозвола на црковниот одбор. И работев во неја едно 3-4 дена, го нацртав Господ, небото, звезди и штампав се. Тие иконостасите што постоја ги освежив, имаше свети, златни се. Црквата беше многу, се освежи, многу добра беше. Ама иконостасо беше во распад. После се, кога го видоа тоа дека дојдоа наши верници од иселеници, рекоа дека ќе ви помогнеме ние о иконостасот да го смениме.
двајца браќа од сој наш од Романовци, така не викам, од Долно Таглати се, Имената невој, нивни. Гоце и Стефан. Гоце и Стефан донира $9,000 и иконостасот скроз се промени, се кладе нов. Тие каде живеат? Тие живеат и ден денес се во Австралија. Така. Го мена иконостасот. После 5 години пак пуштија пари. Старите луѓе што беа во црквата, што беа верници и хумани, стварно вложуваат труд во црквата. Во 2016 година се дојде на каква промена, се кладоа ни млади деца во црковниот одбор и од тога и црквата на нас запаѓа. После 2 години што се случи во црквата, јас појдов видов црквата натре, клаено, скеле, се реванира, се адаптира. Што му направија на фрески живописот? Го симна или го измалтарија? Сето го измалтарија ништо. И сега црквата е само стои бела, не можам да речам Божја објекти. И се таа црква 16 години не можат ни фрески да се цртаа ништо. Има средства, нема организација. Никој не се Меѓутоа и уметниците, фрескописите. Да. Писците не се нафаќа. Не се нафаќаат и тоа нема основа, не се нафаќа и така стои 16 години, 17. Во црквата имаме лустер дониран од наш верник од Америка. Го донира лустеро 2,80 метри пречник, 48 украсни сијалички. Јас како ја правев црквата, имав проблем со скелетов, со тркалца, не можев да го преварувам од левата на десната или од десната левата, бев принуден да го растурам скелето, оти тој лустер беше многу голем, среде во црквата, ни ја украсуваше нешто убајно. Овие што ја градеа, од Прилеп беа, мислам, што ја градеа, ватија, лустер го секоа, гурна и скелето си го туркаа лево-десно за полесно, за побрзо. За жал, лустеро назад не се врати. Лустеро ден денес не е врати. Црквата има имот и јас пред 7-8 години имав пријател со законот со деналицизација во Министерството во Битола, имав мој човек, се сретнаме слушање и ми рече кој работи во црквата кај вас, кој е во одборо, а ви има реков едни млади таму. Рече јас одејќи имам во документите одземено имот на тоа свето место, поднесете барање, јас ќе ви ја свршам работа, јас ќе помогнам и ќе го вратам. Тој човек од дебел соседното село сакаше да придонеси нешто, го влечеше нешто, тоа е Божја и уба работа. И јас кој ми рече така, реков, ќе ти пуштам човек, омноваци и тој му сврше работа и за рок од 3 месеци му поднесе документи, таа земја си ја вратиме назад. Таа земја е 28.000 квадрати. До ден денес, 7 години, жителите не знам дали знаат, оти нема состанок, како е вратена и кој е користи и кај се средствата трга. Ние се раѓаме и заминуваме кај Бога. Ете полека во сите селски населби во Македонија се прават и така капели за покојникот, за тоа што сепак оваричи го во посовремен начин на живење, што се вика, и со едни хубави почести да се испрати покојникот. Како дојде до идеја, ете пате да видиш ти првиот меѓу еднаквите, да почнеш со Господово провидение, да се направи капела и докаде? 2021 година јас бев председател пак на местната. Бев председател на местната, црковниот одбор одржува таму со некои членови, некој состанок. Мене ниту ме известува ништо. Добив сознание од комшијата, ми вика, абе, многу си упорен, зошто не појдеш да видиш што се случува во црквата? Јас колата појдов таму и ко појдов, гледам совек од 10 души, беше баш во ковидо, заврше состанокот се и станаа посетителите на состанокот во трпезаријата од Долно Агварци се држат и немаме други простори, таму сите состаноци кои ќе ги држиме. Заврше и советникот мој и управниот одбор проектираа нешто во трпезаријата.
И јас сум му излегол во пресвет, извинете, што проклејатирате овдеки? Сакаше да се заинтересира. Да се заинтересира. Рече, ќе градиме капела. Што ќе правите? Капела ќе градиме. Отецо наложбал да се гради капела, поќе да не се правило средстои во куќите, што е потполно во право, цивилизирано одиме. И сега вие што планирате, па овде ќе зид ќе направиме и ќе завршиме капелата. Чекайте, другари. Прво размислете, прво викни опсетни рипни. Ние имаме проблем што две селасни, една црква, две трапезарии имаме. Ако таму го направиме, ќе реагира едните, ако направиме во другата, ќе реагира во другата. Дајте, еве јас се нафаќам како високо квалификан работник, градежен, на нова локација, во дворното место, во црквеното место, да изградиме нова капела како што му доликува. Немојте да загразуваме она што е наменето за трапезарија, се да правиме во него нешто што не е. И луѓето се замислија малку. 25 присутни, 24 дадоа локацијата кај што предложив јас, кај што е моменталната капела. Му ветив да за оддувден, за овие 3 месеци капелата ќе ја пуштиме. Со капелата проектот беше тоалетите да се направат по стандард. Не онака тоалети без врати, без ништо. Паркинг пат за 50 коли и влезо на црквеното место да се клаи нова мрежа, да се изматери, тоа сето јас ќе оправив без наплата. Материјал ми дојса од општина за карабина, 240.000 денари, фактурите ги имам се, карабина. Ко дојде за опремата, оти треба плочки, треба клими, треба струја, сам зидав, сам малтаре, се. И имав само еден човек. Дојде човекот и јас му реков вака, одработи си ги, ќе ти платам и ти задоволен и е задоволен. Колку ќе можеш, 5-6 дена идеше, ми оцееше песок, шајки, ми подаваше летви, ватеше. И со него успеав и овој војникот, школски војник, војничкиот. Да што бе заедно со него во Белград. И тој идеш, тој матурата ми ја брзваше, тој се му кажа, јас и тој. Тие двајца јас ги плаќав, дури го градев. Со мои средства што не ги книжам. Не ги книжам. На ти 500 денари, ајде. Да. И се направи капелата, се дотара, се измалтаре, натре се кладува струја, клима. Поднав да барам донации, ојдов во РЕК за клима, ми одобрија. Ојдов во фирми, има доста кања скумани луѓе, има доста донатори, ми дадоа за тоалетите цела инвентарска опрема, донација. Тоа шолји, мијалници, огледало, славини, врати, се. И најапсурдното решение што најпоќе тешко ми падна. Добив известие, брат му на тој што ме помагаше социјалецо, почина. Во текот на изградбата на капелата почина, иди брат му вели, почина брат ми. Бог да си опрости, добре. А шо бараш ти, реко се, тука кај мен дома? Да им дајш клучоите, рече, кај него нема услови, свеќа да запали. Ко верник, како човек, како граѓани, жител, му реков, да, ќе дојдам, ќе ја пуштам климата, ќе ти кажам како се раководи, ако не знаеш, ќе ти дам клучоите, дојси си го по коњево, да го закопаме како што му личи на еден човек. Кога влегов во црквата. Богојавление, односно водици, секоја година, во секоја црква се фрла крстот. Ондека има еден базен, да ти кажам реално вака, на се личи, ама не личи на ова речи го базен, каде што ќе се свештеникот за Богојавление, ќе освети водата, ќе го фрли крстот и младите верници да го сторат алетот, да влезат во базентот, да го фатат крстот и што вика старите цела година да Господ им дава радост и среќа и бериче. Она на се личи, ама на базен не личи. Јас како верник учествувам на фрлање крсто. Ние кај нас имаме базен направено пред 15-20 години, не тврдам кога точно нешто. Тој базен е 2,80 метра длабок. Јас го викам црна
Точка. Знам, крсто се фрла во базени само да се адето да се направи. Да се направи адето што на Божик на минус 20 храбри луѓе дечина влегуваат во крсто. На водици. На водици. Так. Тоа е цилта. Тука гледаме. А кањас базено не е за да се направи туку не дај Боже случај што се случи ваму, да не чекаме не случи кањас. Му сугерирам на сите дека тој базенот да се направи по стандард. Не ни треба 2 метра 3, не правиме надпревар на пливање, нуркање, туку правиме на адет. И еве денес така стојќе, видите може и на камерите, и апелирам до светите лица, до сите, да се најде решение да не продолжиме со тој базен, да ни се случи најлошото. А пак за тоалетите да не зборуваме. И за тоа токму денеска зборувам. Денеска што е апсурд, можам да речам. Денеска Велиден. Прв ден Велиден. Најголем тежок празник. Во црквата Сабајле имаше околу 100 присутни. Замислете, татко ми велеше, домаќино се познава по толето, по клозето и по дворо. Овие донации, средства, што доаѓаат од иселениците од селово, има ли некој отчет? Знае ли некој колку пари се дојдени, кај се потрошени, што се потрошени? Да, во право си. Кој градев јас капелата, ми поставија доста прашање дали ќе има средства да ја градиш. Се наваќаш, не ќе да ја гради општината, се наваќаш, јас му реков вака. Има средства кои има волја. Имаме верници и селеници. Те се обратиме ти на овој оној, има хумани добри луѓе, белки ќе ни помогнат. И за тој случај таа идеја, таа прогноза кај се случи. 2023, 8 месец, од моје сознание, од нашите селеници, верници, се достапени во Агларци, во црквата, кај членот управниот одбор, негов чичко ги дојсе парите од верниците, $10,400. Ако ништо повеќе, барем демократите една благодарност на тие ваши соселани, да знаат дека ќе ги примиле парите, дека ништо направено. Оти утре нивните черки, синови, внучина ќе дојдат, ќе прашаат, кај пратиле моите родители некој динар, некој долар, што е направено? Да, точно сте во право. Јаска одам во соседните села и гледам луѓе кои што стварно водат грижа за тие свети места. Тоа ќе посетам Добрушево. Добрушево навлезо, секој што донира, пише ние на листа. И тоа е волја на верниците кој да дај поќе. Тука се гради она духовноста на тоа свето место. Јаска захтевав да собериме состанок, да му дајме на благодарност. Да му дајме благодарност, ама и да му покажеме што направивме со тоа. Ете, пак едно ќе речам, ти си првиот меѓу еднаквите, ама благослово, што пред се со Господово провидение го имаш, како првиот меѓу еднаквите овдека во селото Горно Агларци, како донатор, како ктитор, онде има и запис дека донатори се и општината, донатор се и жителите. Меѓутоа, кога ти ја градеше се уште во градба капелата, и, наминал поглаварот на Македонската православна црква. Ке ми каже ли таа сторија? Видете, во право сте. Јас со поглаварот на Македонската православна црква, господин дедо Стефан, во Добрушево иди секоја година и патувал од Битола за Добрушево. И подзастанал да ја види кај се наоѓа тоа капелата. Разбрал дека се гради капела, не знам по кој основ. И ко појдо во Добрушево, ми вели, свака ти час си ја ставил капелата најубаво место згодно. Божја чедо рече, да ти Бог да ти помогне, Бог да те слави. И многу ме расположи што таков благослов добив од поглаварот Господин дедо владика Стефан, што човек многу го почитувам, многу е чешен и поштен и да му дај Господ живот, не знам што години. Едина од него
добив позитивен одговор. Дека е денот за многу години. Нека денот за многу Да ти години. е здрава жива фамилијата. Фала да се здрави живи сите. Народот вели од народ за народ нека остани. Да ни е здрава жива и Македонија. Во православната традиција се користат поимите црква и манастир. Но многумина не знаат дека овие два вида на богослужби имаат различни улоги и значење. Црквите служат како места каде што верниците се собираат и вршат литургиски обреди, додека пак манастирите се центри на монашкиот живот и духовност. Ова разлика помеѓу црква и манастир не се огледа само во намената, туку и во архитектонскиот стил и специфичните ритуали што се изведуваат во секое од овие светилишта. Со разбирање на основните разлики помеѓу црквата и манастирот, верниците и посетителите можат подобро да го ценат богатството на православното наследство и придонесот на овие свети места за заедница. Православните цркви се препознатливи по својата единствена архитектура, значајната улога во заедницата и богатата традиција на црковните ритуали. Овие аспекти ќе ги истражиме подетално со цел подобро да го разбереме значењето и функцијата на православната црква. Архитектурата на православната црква има длабоко символичен карактер. Препознатлива е по своите куполи кои го символизираат рајот и духовниот стремеж на верниците. Внатрешноста на црквата е украсена со иконостаси и фрески кои представуваат библиски сцени и светци. Овој богат визуелен јазик го поттикнува осветувањето на просторот и интимноста со вера. Црковните и манастирските обреди во рамките на православната традиција се богати со символи и длабоко вкоренети во Светото писмо. Централниот дел на православната литургија е Евхаристијата, која ја символизира заедницата на верниците со Христос. Покрај Евхаристијата значајни се и други обреди, како што се крштевањата, венчавките и воскресението, кои со своите ритуали и молитви овозможуваат зајакнување на верата и духовната врска со Бога. Православните манастири се познати по својата уникатност, сместени на места идеални за монашки живот во манастир и вистинска духовна пракса. Овие оази на мир обезбедуваат совршена средина за оние кои бараат духовност и посветеност. Монашкиот живот во манастирот е длабоко поврзан со молитвата, со постот, тишината и секојдневната работа. Сите овие елементи ги создаваат основите за духовната посветеност, својствена на монашкиот живот. Почитувањето на строгите правила на манастирот го регулира начинот на живот и помага да се задржи фокусот на верските цели на верската заедница на манастирот. Архитектурата на манастирот е функционално прилагодена на потребите на заедницата. Се состои од скромни челии, трпезарија, библиотека и често затворен двор, каде монасите можат да поминуваат време во медитација и работа. Манастирот има специфични обреди кои се разликуваат од вообичаените црковни. Овие обреди се поедноставни, но не помалку длабоки. Тие се изведуваат во склад со монашкиот животен ритам, нагласувајќи го стремежот кон лична духовност и посветеност кон Бога. Правилата што го придржуваат монашкиот живот во манастирот помагаат да се зачува редот и дисциплината помеѓу членовите на заедницата. Разликите меѓу православната црква и манастирот се во функцијата, во структурата и во секојдневните активности. Архитектонските карактеристики се приспособени на нивните специфични улоги. Црквите често се фокусираат на собирање на голем број луѓе, додека пак манастирите се градат со засолништа за размислување и молитва. Редовни литургиски богослужби за заедницата се одржуваат во црквите, додека обредите се вршат во манастирите според строг монашки распоред. Преку проучување на архитектурата, ритуалите и секојдневниот живот во овие верски институции,
можете појасно да го видите богатството и сложеноста на православната традиција. Тоа придонесува за вреднување не само на религиозното наследство, туку и на културниот идентитет што ја обликува нашата заедница. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. Подишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам, нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото.
Живеачката во моево село денешно насмешно повеќе е убав, а бога ми и негде го да и прилично неубав, некако се живурка. Се надевам дека од селово наше ќе си замине ѓаволо што се вели. Нема се да оди наопаку, ќе се тргни параспорот, завидливоста, љубомората, расипништвото. Се надевам дека како што дојде ѓаволот меѓу селаните преку партиите, така и ќе си замине. Се надевам дека преку поговорката што мудриот народ одомна ја кажал, а се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, кога до мајкино ќе го заколи за ручек петелот бендер, одма другиот ден, исто така петелот бендерот кај комшијата, ќе ги подбере кокошките, пилците и пелињата, луѓето ќе се сплотат, ќе се помират, повторно мирјани ќе бидат, ќе се покајат, верата наша христијанска православна ќе си ја почитуваат, затоа што ние како горноагларци, кои сме дел од македонскиот народ, нема да дозволиме исто онака како за време на распадот на Кралска Југославија, едни да станат лјотичевци, други да станат недичевци, трети војчевци, четврти прото срби, пети прото бугари, шести прото грци, кој од кого поголем следбеник, а додека овие се удираа силно в гради, нивните им мили брајча, не само што им ги испратија нивните синови ширум боиштата, туку до кај стигна се им собраа, раскажуваше Драги Карамфиловски. Почитувани мои, не ми се напушташе битолското село Горно Агларци, ги оставам мештаните од ова село да си го и празнуваат великденските празници со едно ветување дека повторно ќе наминам во ова село, само Господ на сите нам живот и здравје да ни дава.